Голем е бројот на жени кои после породувањето страдаат од постпородилна депресија. За жал, многу малку од нив отворено зборуваат за својата емоционална криза, покажуваат истражувањата направени на акушерското оделение во Штипската клиничка болница. Во нашата болница се направи едно исто така истражување за постпородилната депресија, за постпородилната тага и исто тие проценти се поклопија што се на светско ниво, односно 20% од 1000 породувања се застапена е постпородилната блага форма на постпородилна депресија и 40% до 70% кај нас се покажа резултати до 70% на постпородилната тага. На постпородилна депресија или тага најчеста мета се мајките кои имале тешки породувања или пак се породиле со царски рез, покажуваат понатамошните истражувања. Добар дел од жените по излегувањето од болница никогаш повеќе не бараат дополнителна помош. Но доколку симптомите се зачестат, најдобро е да се побара стручна помош. Тоа е промена на расположението, обично или се многу расположени мајките или се тажни, плачливост, несоница, многу јадат или малку јадат, така да во тие неколку дена до 2 недели главни симптоми се тоа. Постпородилната депресија, симптомите се малку потешки и секако треба да се обрне внимание, затоа што потешките форми на постпородилна депресија и постпородилна психоза, жените може да помислат и на самоповредување, односно на повредување на своето дете. Не расте само бројот на мајки кои страдаат од постпородилна депресија или тага. Во континуитет се зголемува и бројот на пациенти со депресивно растројство. Изминативе неколку години во Македонија бројот е зголемен за 37%. Како причина се наведуваат економската нестабилност и невработеноста.